Истрагата за трагедијата во Кочанската дискотека, каде загинаа 59 лица, продолжува. Градоначалникот на Кочани во оставка Љупчо Папазов, како и неговите предходници Николчо Илиев и Радко Димитровски, синоќа се приведени во врска со трагедијата во дискотеката Пулс, потврдуваат за Канал 5 извори од истрагата. Основниот суд во Кочани донесе решение со кое се определува 30-дневен притвор за 13 лица опфатени во случајот со пожарот во дискотеката Пулс, меѓу кои за поранишниот министер за економија Крешник Бектеши. Во Кочани е Михајло Видимлиски. Михајло, кои се информациите од терен? Така е, Бубе, ние сме овде пред основниот суд во Кочани, каде што во текот на денот се спроведуваат осумничените за пожарот во дискотеката Пулс, кој што се случи рано утрината во неделата. До сега се определени 13 притвори од 30 дена со оглед на тоа што обвинителството веќе и формално ја отвори истрагата за овој случај, па така тие краткотрајни притвори претходно што беа определувани сега се заменуваат со 30-дневни притвори. До сега 13 се определени, меѓу нив е и притворот за продолжен, односно 30-дневен притвор за екс-министерот за економија Крешник Бектеши, но и за други лица кои што биле на раководни позиции во Министерството за економија, како што е државната секретарка Размена Чекик Дуровиќ, но и раководител во Министерството за економија Беким Хаџиу. За други 6 лица во текот на денот, веќе има и некои од нив се спроведуваат овде во судот во Кочани, каде што судија на претходна постапка одлучува со оглед на тоа што е отворена истрагата, соопшти официјално обвинителството за вкупно 27 физички лица, но и 3 правни лица. Во однос на овие барања за притвор од 30 дена со отворената истрага, очекуваме информации и во текот на денот, споменајте и во најавата во текот на вчерашниот ден. Според информациите се приведени актуелниот, односно во оставка градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, но и неговите предходници Николчо Илиев и Радко Димитровски. Тие за сега не се спроведени овде во судот со оглед на тоа што се уште немаме информација од обвинителството дали и за нив ќе се бара мерка на притвор или било каква мерка и каков ќе биде нивниот статус во понатамошниот тек на истрагата. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во 12 часот е закажано да има изјава за медиумите овде во Кочани. Секако ќе се вклучиме во живо да ја пренесеме оваа изјава и сите детали кои што до тој момент ќе може да ги сподели обвинителството. Михајло Видимлиски во живо од Кочани.